Бугарија изразува загриженост за отстапувањето на Скопје од Европскиот консензус од 2022-та. Со овој наслов бугарското МНР реагира на вчерашната изјава на премиерот Мицкоски, кој рече дека на Бугарија и пречи фактот што акцијскиот план за малцинства испратен од Македонија до Софија е на македонски јазик. Во одговорот објавен синоќа на официјалната веб страна на бугарското МНР се наведува прашањето на кој јазик треба да биде планот за правата на заедниците, што се очекува од Македонија е внатрешно прашање на соседна држава и не е тема на билатералните односи. Тие додаваат дека планот за правата на заедниците е чекор што треба да се следи по вклучувањето на бугарите во Уставот на Македонија, што се уште треба да се направи и што ќе овозможи на Македонија да ги отвори преговорите за пристапување. Република Бугарија со загриженост ги забележува неодамнешните тези на властите во Скопје, кои значително отстапуваат од суштината на Европскиот консензус од 2022 година. Документот ќе го спроведуваат нејзините институции кон своите граѓани и логично е да биде на јазик разбирлив за нив. Изборот на скопјани да им го презентира нацртот на овој план на своите граѓани на англиски јазик е тешко да се објасни, особено ако планот е наменет на вистина да се спроведе. Министерството за надворешни работи на Македонија реагира на ова, наведувајќи дека нацрт акцијскиот план за заштита и унапредување на правата на заедниците е подготвен на македонски и на англиски јазик од локални и меѓународни експерти во тесна консултација со Советот на Европа и Европската комисија. Документот содржи јасни мерки, рокови и одговорни институции и е целосно согласен со највисоките европски стандарди. Советот на Европа и Европската комисија нагласија дека документот ги вклучува сите релевантни европски и меѓународни стандарди. Загрижувачки е што наместо да биде добре дојден како конструктивен чекор напред, документот станува предмет на апстрактни и неосновани коментари од Бугарија, кои не придонесуваат за градење доверба меѓу двете држави. Наместо неосновани коментари, очекуваме европско однесување од нашите соседи, вклучително меѓу другото, целосно почитување и признавање на македонскиот јазик. Реакцијата на бугарското МНР доаѓа по изјавите на премиерот Мицкоски, кој во неделата нагласи дека акцијскиот план бил завршен пред неколку месеци со вклучување на европски експерти, но дека Софија го отфрлила бидејќи според него планот бил на македонски јазик. Мицкоски рече дека жали за ова, но нема друг јазик.